Минорни, понижувачки и еднакви на ништо се предвидените 6% покачување на пензиите најавени вчера од Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Пензионерите реагираа веднаш и разочарани се, бидејќи сите надежи им гаснат. Не е доволно. Затоа што на овие им покачија платата на станиците од 15 и нешто, ќе ја качат уште нешто, на овие другите до 18.000 минимален личен доход и тоа го качија на пензионерите. Колку само посто качуваат? 6. Абе, на оваа криза добро е. Пање на пензии. Не. Тај што си има 30-40, тај добар. Кој ојде у пазара, он напуне торбата. А јас со шо да го напунам? А јас имам 9. И бива ли така? Најавените 6% за најниската категорија пензии се сведуваат на само 600, из нив ќе ги добијат 25% од пензионерите. Остатокот ќе имаат разлика од околу 800 до 1000 денари, додека оние со највисоки пензии ќе се радуваат на дополнителни 3600 денари. Огромниот раст на цените е најболен за пензионерите кои со нивните примања наспроти давачките остануваат во крајно незавидна положба. Лековето, прво е лековето. И што остане, дуго да платиме и така проживееме. Лекови, трошкови, струја, вода, телевизија, интернет, телефони. Па на лекове, највише на лекове. И на храна, нормално. Причина повеќе за незадоволството кај нашите пензионери е и фактот што, на пример, во Србија, пензиите ќе бидат покачени за над 18%. Животниот стандард на сите граѓани, а особено на пензионерите, е критично загрозен. И ние како држава сме должни да им помогнеме на тие кои што напорно работеле. Изјави председателот Вучик објавувајќи ја одлуката за пензиите.